Оче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Второто послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните од Новиот Завет на Светото Писмо, писмо вдахновено од самиот Бог, напишано од Светиот Дух преку одредени апостоли и луѓе, а меѓу нив еден од нив и, ако можеме да го наречеме, најверниот, најмалиот, како тој сам за себе, јас сум најмалиот од апостолите, вели апостолот Павле, не сум достоен да се наречам апостол, а ние можеме да го наречеме кој ќе се, ако некој сака да биде прв меѓу вас, нека ви биде слуга. Значи првите ќе бидат последни, последните ќе бидат први. Апостол Павле кој е повикан од македонецот. Македонците го повикаа Бог Исуса Христа да дојде во Македонија да ни помогне и мислам дека одзвучувајќи го ова свето писмо на телевизија Сонце е уште еден повик повторно да дојде Бог во Македонија и да ни помогне. И сега ќе ви прочитам второто послание од светиот апостол Павле од Коринтијаните, ќе споделам со вас некои од овие живи слова. Првата глава, 15 стих, апостолот Павле вели вака: и во таа увереност се готвев да дојдам при вас повторно, да повторно да примите благодат. Значи, Македонија е потребна повторна благодат од апостолот Павле, односно од Исуса Христа. И преку вас да заминам за Македонија, а од Македонија пак да дојдам при вас, та да ме придружите до Јудеја. Духот мој немаше спокој, бидејќи таму не го најдов мојот брат Тит. И откако се простив со нив, заминав за Македонија. Но да му благодариме на Бога, кој секогаш ни дава победа во Исуса Христа и преку нас го шири мирисот свој насекаде, по кој го познаваме самиот Него, Отецот Небесен, Создателот на се. Втората глава од 13 до 17 стих. Зашто ние сме Христов мирис пред Бога за оние кои се спасуваат и за оние кои гинат. Кои сме тие ние? Тие што поверувале во Исуса Христа како свој Господ и Спасител и што го шират светото Евангелие. Ние сме Христов мирис пред Бога за оние кои се спасуваат оние што го избираат Исус Христос за свој Господ и Спасител и за оние кои гинаат. На едните сме смртоносен мирис за смрт, на другите спасоносен животворен мирис за живот. И за ова кој е способен? Оти ние не го изопачуваме Словото Божјо како мнозина, а го проповедаме искрено како од Бога, пред Бога во Христа. Изопачување на Божјото Слово како мнозина. Видете, христијанството е Светото Писмо, Новиот Завет со Господ Исус Христос. Се што е пишано таму е од Бог. Се што е надвор од тоа е запишано во овој стих. Оти ние не го изопачуваме Словото Божјо како мнозина, а го проповедаме искрено. Искрено, како од Бога, зашто тоа е од Бога, пред Бога, во Христа. Значи, ние зборуваме за спасенички живот во Исус Христос. Не во канони, не во слави, не во светци, не во славење на други луѓе, како, например, Богородица. Третата глава, второто послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните. Тој апостол Павле, кој беше Савле, ги убиваше христијаните, но Господ го повика на служба
и стана еден од најголемите апостоли. Еве што вели тој, 3 глава од 2 стих понатаму. Вие сте нашето писмо, напишано во нашите срца, кое го познаваат и читаат сите луѓе. Значи, ние зборуваме вашето писмо, односно нашето писмо, односно писмото на Бог Отецот преку Исуса Христа, Словото, кое е овоплотено и запишано во Новиот Завет преку апостолите и Светиот Дух. Значи, вие сте нашето писмо напишано во нашите срца. Писмото треба да е напишано во вашето срце. Земете го стихот, читајте го, звучувајте го, нека влезе во вашето срце, кое го познаваат и читаат сите луѓе. Вие се јавувате како Христово писмо, составено преку нашата служба. Значи, Христово писмо, писмо од Новиот Завет, запишано во Светото писмо. А Словото беше Бог и почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. Вие се јавувате како Христово писмо, составено преку нашата служба, напишано не со мастило, туку со духот на живиот Бог. Не на камени плочки, туку врз телесни плочки на срцето. Значи, писмото не е на камени плочки. Мојсей дојде со 10 Божји заповеди, тие не си направија златно теле и му се поклонуваа нему. И си го носа златното тело Мамон, богот на парите. Не можеа да ги исполнат Божите заповеди и дојде Исус Христос, Отецот, толку ве сака за да се спасите, толку ве возлюби, го испрати својот син, првороден Исус Христос, напишано не со мастило, туку со духот на живиот Бог, не на камени плочки, туку врз телесни плочки на срцето. Значи, Исус Христос е законот. Ако го земете во срцето и го повикате да живее во вашиот живот, го изберете за Господ и Спасител. Таква сигурност во Бога имаме преку Христа. Не се потребни веќе закони ка камени плочки. Но не дека сме способни да помислиме нешто како од себе. Напротив, нашата способност доаѓа од Бога и оваа способност, мојава способност е од Бог. Јас сум само избран сад за да го озвучувам Светото писмо. Он ни дал способност, Татко Небесен, Оче наш кој си на небесата. Он ни дал способност да бидеме слуги. Слуги, зашто Исус Христос е да обличена слуга. Слуги на Новиот Завет. Не на буквата, туку на духот. Зашто буквата убива, а духот оживотворува. Значи, христијанството се слуги на Новиот Завет, се што е запишано таму. Не на буквата, туку на духот, зашто буквата убива, а духот оживотворува. Доказ дека буквата убива се разните религиски деноминации, католици, православни, протестанти и низа други, кои го читаат истото Свето писмо. Буквата ја читаат. И се поделили си направиле своја религиска доктрина во канони, обреди и така натаму. А тука пишува дека духот оживотворува, зашто е духот Господов, а Господ е дух. Значи понатаму 3 глава 17 стих, а Господ е дух. И каде што е духот Господов, таму има слобода. Ние пак сите со откриено лице, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во ист образ од слава во слава, како што доаѓа од Духот Господов. Значи, образот на небесниот. И го создаде Господ Бог човекот, по Божиот образ го создаде. Значи, ние сме создадени по Божиот образ. Значи, ние се преобразуваме од слава во слава, како што доаѓа од Духот Господов. Затоа, браќа и сестри, имајќи го по милоста Божја ова служење, ова озвучување на слова од Светото писмо и толкување, ние со Духот не паѓаме. 4 глава од 11 до 14 стих од второто послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните во Македонија. Зашто ние живите постојано се изложуваме на смрт заради Исуса. Значи, живите подразбира оние што живеат во Исуса Христа, односно Исус Христос живее во нивното срце заедно со Бог Отецот. Ако го возлюбите моето слово, ќе направиме сокровиште во неговото срце. Богороден човек или жив, зашто ние живите постојано се изложуваме на смрт заради Исуса. Тај животот Исусов да се открие
во нашето смртно тело. Значи, телото е смртно, вашата душа потоди на суд пред Бог. Кој го избира Христос, оди по Христос. Кој не го избира Христос, оди понатаму во огнено езеро и во темнина. Така што смртта да действува во нас, а животот во вас. Имајќи го пак тој ист дух на верата, како што е напишано, поверува и затоа зборува. И ние веруваме и затоа зборуваме. И јас верувам и затоа зборувам. Верувам во живиот Бог Исус Христос. Слава ти, Господе Исусе Христе, Татко Небесен. Десницата Господова ме укрепува. Десницата Господова дава сила. Не, нема да умрам, туку ќе живеам, за да ги прославувам делата Господови. Затоа ние живите постојано се изложуваме на смрт заради Исуса. Смрт подразбира да умрете за себе си во вашето тело, во вашата гревовна природа, во вашата сатанска природа, бидејќи сте отпаднати ангели и овде ве владее сатаната на земјата. Значи, имајќи го пак тој издух на верата, поверувавме и затоа зборуваме. Знаејќи дека кој го воскресна Господа Исуса Христа, и нас ке не воскресне преку Исуса и ќе не постави со вас. Значи, воскрес, јас сум воскресението и животот, вели Исус. Луѓето не знаат дека ова животот на земјата е минлив, краток, и тие размислуваат, има еден стих исто кај Павле до Коринтијаните, да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме, па ќе дрпнеш нешто, ќе украдеш, ќе излажеш, ќе направиш прелюба, ќе се опиеш. Еднаш се живее. Не лажете се, лошите зборови ги расипуваат добрите обичаи. Значи, ние, знаејќи дека кој го воскресна Господа Исуса Христа, и нас ќе не воскресне преку Исуса и ќе не постави со вас. Зашто се е заради вас. Та благодатта, откако се преумножи, преку мнозина да произведе уште поголема благодарност за славата Божија. Ние зборуваме благодат, зашто пишува еден стих, пишано е, по благодат сте спасени, да не се фали некој. По благодат, Господ знае кои луѓе се негови. Еве уште една 5 глава, второто послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните, првите 2 стиха. Повторно зборува за тоа. Знаеме дека кога земното живеалиште на нашето тело, кое е како шатор, се разруши, ова е телото, тогаш имаме од Бог дом, куќа неракотворна, вечно живеалиште на небесата. Вечно живеалиште на небесата имате. Затоа и воздишуваме, копнејќи да се облечеме во своето небесно живеалиште, зашто духот, односно душата човечка, оди кај Бог. Кој го избрал Бога, живее живот вечен. Знаете што е вечно, се неограничено. А вие овде живеете еден минлив живот. Но не се плашиме и сакаме што поскоро да го напуштиме телото и да се прибереме при Господа. Видете каква порака од апостолот Павле слезена преку Светиот Дух, 5 глава, 9 стих, второ послание на Светиот апостол Павле до Коринтијаните. Но не се плашиме и сакаме што поскоро да го напуштиме телото и да се прибереме пред Господа. Луѓето се плашат од смртта, гревовни, се знаат дека нема да оди каде што треба. Значи го има истото во Филипијаните 1:23. Библијата е посебна книга, бидејќи во секоја глава е содржана скоро целата Библија, целата приказна, целиот Нов Завет и Стариот Завет, така да се повторуваат одредени работи. Од 17 до 21 стих 5 глава. И така, кој е во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново, а се е од Бога. Се е од Бога, кој не измири со себе преку Исуса Христа и ни го даде служењето на тоа измирување. Значи Бог, ние кои сме сатанска природа, паднати ангели на земјата, и гревот на Адам, што не го послушавме, сакавме да бидеме како богови и да го заборавиме Бог, не измирува преку Исуса Христа и ни го дава служењето на тоа измирување. Ние сме овде да служиме. А што значи да се служи? Па така, ние сме пратеници место Христа, како Бог да зборува преку нас. Ве молиме во името на Христа, помирете се со Бога.
Значи така ќе бидете пратеници Христови, царско свештенство, избран род кој преминува од темнина во светлина. Зашто оној кој не знаеше грев, он место нас го направи грев и преку него да станеме правда Божја. Значи Исус кој не знаеше за грев, он, Отецот Небесен, го направи грев, го зема секој наш грев, да преку него да станеме правда Божја. Барајте го најнапред царството Божјо и се ова ќе ви се придаде. 6 глава, 2 послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните, зашто е речено од 2 стих таму некаде до крајот: во благопријатно време те чув и во денот на спасението ти помогнав. Еве сега е благопријатно време, сега е денот на спасението, сега и овде луѓето заминуваат, секојдневно умираат во гревовна смрт. Заминуваат, треба да се сведочи, да се спасат, да знаат дека имаат вечен живот во Исуса Христа, можат да се облечат во Христовата љубов, да се облечат со сила од озгора, да го предадат целиот свој товар на Исуса. Сега е денот на спасението и тие заминуваат, секој ден умираат и нема да дознаат дека Исус Христос ви дава живот наместо смрт. Никому никаков повод не даваме за да се напаѓа нашата служба, вели апостолот Павле. Туку во се препорачуваме за служители Божји. Тие што го избираат Исуса Христа се слуги, служат на Бог со големо трпение, во неволи, во нужди, во тескоби, при рани, во темници, во скитања, во напори, во бдение и во пости, со чистота, со знаење, со долготрпеливост, зашто Бог е долготрпелив и ние треба да бидеме долготрпеливи. Значи, кажува како се служи: со добрина, со Духот Свети, со Духот Свети, зашто ако не е Светиот Дух не живее во вас, вие немате сила за сведоштво. Со нелицемерна љубов. Нелицемерна љубов. А која е таа нелицемерна љубов, освен Божјата љубов, зашто Бог е љубов? Со проповед на вистината. Со сила Божја. Сила, царството Божјо се освојува со сила, со оружјето на правдата во десната и во левата рака. Со оружјето на правдата. Што значи сила? Па ние немаме сила да ја победиме нашата гревовна природа. Телото има нагони, душата сака што сака. При честност и безчестност ни потребна ни е сила од Бог. При укори и пофалби не сметаат за измамници, а ние сме вистинити. За непознати, а добро сме познати. Не држат како да сме на умирање, а еве живи сме. Не казнуваат, но не можат да не умртват. Не нажалуваат, а ние сме секогаш весели. Радувајте се и пак радувајте се. Филипјаните 4:4. Слава ти, Господе Исусе Христе, те сакаме, Христосе, слава ти, Исусе. Не сметаат за бедни, а мнозина обогатуваме во дух, како ништо да немаме, а се имаме. Се можам преку Исуса Христа, кој ми дава сила, кој ме крепи, вели апостолот Павле. Устата наша е отворена за вас, Коринтијани, и срцето наше се расширува. Вам не ви е тесно во нас, но тесно ви е во срцата ваши. За еднаква отплата ви зборувам како на чеда, бидете и вие широки. Човекот има потреба од љубов и светлина. Ја бара во светот. Во светот нема светлина и љубов. Светлината и љубовта е во Бога. Бог е љубов и кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Браќа, не впрегнувајте се заедно со неверниците, зашто какво општење постои меѓу правдата и беззаконието? Што општо има меѓу темнината и светлината? Какво согласие може да има меѓу Христа и Велијар? Или што општо има меѓу верник и неверник? Верникот живее во светлина во Божјата љубов, а неверникот живее во гревовна смрт и во светот. Каква сличност има храмот Божји со идолите? Вие сте храм на живиот Бог, како што рекол Бог. Ке се вселам во вас, во нив,
и ќе одам меѓу нив и ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мојот народ. Ние зборуваме за вселување на Бог во вас внатре, во вашето срце, во вашата душа, во вашиот ум, да имате божествен ум, да размислувате на божествен начин. Господ, вашата волја да се поравни со Божјата волја. Значи, двајца или тројца собрани во моје име, вие сте храм на живиот Бог. Затоа излезете од нивната средина и одделете се, вели Господ. Одделете се, вели Господ. И не допирајте се до нечисто, и јас ќе ве примам. Значи, вие сте храм на живиот Бог. Човекот е храм, кој ќе го избере Христос. Ќе се вселам во нив, и ќе одам меѓу нив, и ќе им бидам Бог, и тие ќе бидат мојот народ, и јас ќе ви бидам Отец, а вие ќе ми бидете синови и ќерки. Амин, вели Господ Вседржителот. Синови и ќерки Божји, синови и ќерки Божји, или синови на сатаната, синови на непокорноста, синови на гревот, или синови Божји, ќерки Божји, синови на светлината, заедно со Синот Божји Исуса Христа, кој е нашиот образец и лик, кој треба да го следиме. Татко Небесен и така возлюбени, имајќи вакви ветувања, македонци мои, да се очистиме од секаква скверност на телото и на духот, па да твориме дела свети и со страв Божи. Значи, зборуваме за очистување од нашата гревовна природа, повторно родение во Бог, да се откажеме да умре грешниот и стариот човек, да го укротиме телесноста, да го избереме Исуса Христа за свој Господ и Спасител, да се покаеме, да го повикаме Бог да живее во нас, да го возлюбиме Неговото Слово, Светото Писмо, и да се насели во нас Отецот Небесен Исус Христос, сокровиште во нас да направи во нашето срце, и да имате чисто срце, зашто е пишано во Евангелија по Матеј, во гората на блаженствата, беседата на Исус: блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови, лажно заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Татко Небесен, ти благодарам што ми подари уште еден ден, овој ден во снег, во мир, во љубов, исполнен со Твоите слова. Ти благодарам што ме облекуваш со сила од озгора, што непријателите што доаѓаат по еден пат кон мене ги гониш по 7 патишта од мене, што правиш огнен штит околу мене за Твоја слава. Ти благодарам што си ми ја дал Македонија и што си ја запишал во светите писанија. Се молам за властите во Македонија и за властите во Македонија и сите околу нас, сите наши соседи, да им се отвори срцето за Божјата љубов, да не влегуваат во сатански круг на омраза, да не влегуваат во живот во проклество, бидејќи Господ ја запишал Македонија и македонците во Светото Писмо, и не може земни луѓе, сатанска природа да негираат постоењето на Македонија. А Македонија треба повторно да се врати на заповедта во Македонија да се шири светото Евангелие, зашто апостолот Павле пишано во дела апостолски: по тоа видение ние веднаш разбравме дека Господ не повикал таму во Македонија да го шириме светото Евангелие. Без светото Евангелие, без да се напише законот Божји во вашите срца, вие ќе живеете со камени плочки на срцето. Тоа се 10 Божји заповеди кои гревовната природа на човекот, нападнатиот ангел, не може да ги оствари. Не кради, не пожелувај ништо што е туѓо, не убивај. Ако можеше, така ќе се спасуваа луѓето, но тие направија златно теле, односно се сакаат самите себе и мамона, си ги сакаат своите страсти. Татко Небесен,
Zato je dojden Isus Hristos, zato je даде својата љубов, го зема секој грев и твојот грев го зема, и секоја болка и болест ја зема. За тебе, пријателе, за тебе. Само имаш слободна волја да се откажеш од гревот и да го избереш Исуса Христа. Тоа се однесува и за секој поединец и за македонската земја, каде што треба да се шири светото Евангелие. Мир вам до Божиот царство небесно. Ех, Татко небесен, колку си ме возлюбил, што ми ги даруваш твоите слова, што си ми ја дарувал Македонија и повторно да зборувам и да сведочам за тебе. Славата е негова на Отецот небесен и неговиот Син Исус Христос. Не на светци, канони, богородици и религиски народни правила. Амин до Божјо царство небесно. Мир вам, македонци мои. Слава на тебе, кога светиот дух е во мене. Слава на тебе, љубовта твоја е врз мене. Here we